време назад во утринската да продолжиме да се дружиме со интересни гости на актуелни теми и корисни апликации. Се разбира за една таква корисна апликација ќе зборуваме во продолжение со моите две гостинки и верувам дека ќе го задржи вниманието на оние кои што имаат помали дечиња, оние кои што се во фаза на учење букви, читање и така натаму, а за сите надоградување понатаму во апликацијата ваша и се она што е како идеја, се разбира ќе ми раскажете во следниве неколку минути во утринската. Добре ни дојдовте, тимот на Бокси. Како сте? Благодариме. Добро сте. Ај убаво уредно да ве представам, нели? Сања Арсова со ново презиме, така е, и Ивана Каралиева Петреска со две презимиња. Добре. Како сте ми прва? Добри? Опуштени? Супер, благодариме на поканата. Секогаш кога се работи за нешто иновативно, секогаш кога се работи за нешто интересно, а посебно кога се работи за деца. Така што прво би сакал да ве прашам, нели, за вас, односно целиот тим кој што направи апликацијата. Поточно кои сте вие? Бевте фирма, сте фирма или сте собрани на пријателска база со иста идеја да се изработи нешто, па после ќе преминеме на апликацијата. Така. Ретинг е компанија која што им помага на фирмите да се дигитализираат, односно им помага да го најдат дигиталното решение кое што е соодветно за денес. Буквално седнуваме партнерски со клиентите и го изнаоѓаме најдоброто решение кое што им е потребно да го имаат во дигиталниот свет. Буквално од идеја до реализација им помагаме да го изодат тој пат и да бидат соодветни не само за денес, меѓутоа и за иднината. Да, дигитално време живееме и потребни се, нели, и сугестии и помош од, нели, конкретно и фирми вакви. Сега, каде во тој однос со фирмите најдовте време, слободно време, за да реализирате дополнителна идеја, односно апликација? Така. Како се роди идејава за детскава апликација Бокс? Идејата за апликацијата ја тлееме веќе некое време. Почнавме пред 2 години кога настана овој проект заедно со клиент кој што ни е долгогодишен партнер, така да кажам, подобро. Заедно седнавме на еден workshop каде што ги обработуваме потребите за децата денес, бидејќи тој клиент имаше аналоген продукт. И така дојдовме до идеја дека треба да постои една ваква апликација која што ќе биде интерактивна. И да напоменам, првата верзија на Бокси беше за шведски пазар. Се уште постои таму, веќе 2 години. Имаме доста успешна приказна. Од ваша страна изработена? Да, заедно со клиентот, меѓутоа се внатре е направено од македонски тим. И верувам успешна приказна таму, за да се имплементира тука. Сега Шведска е Шведска и они се научени да плаќаат. Ние овде малку не сме научени. Гледаме фри да добиеме се, бесплатно, нели, во превод. Така што, од таму ќе почнам. Прво, нели, да, кога слушнав и кога прочитав за Бокси, па после ќе зборуваме што ќе се најде во неа, некако ме ограничи влегувањето во апликацијата со, нели, потребата за претплата. Тоа е по типот на она што во Шведска, нели, го добивте, по некоја анализа дека и во Македонија луѓето, нели, генерално плаќаат за апликации и како мислите, нели, тоа дека ќе помине кај нас овде, во наша земја? Па прво да напоменам дека во Шведска има фри трајал период и не е дека повеќе луѓето плаќаат и слично. Сметам дека за нешто што е квалитетно секаде луѓето би платиле, особено кога се работи за деца и нивна едукација. Во врска со тоа, во Шведска повеќе се работи за тоа дека луѓето се навикнати на дигиталниот свет и цело образование таму е веќе дигитализирано и децата се навикнати и родителите не се плашат од тоа колку време децата поминуваат пред екраните, бидејќи се трудат да е тоа квалитетно. Тоа е тоа што сакавме да го донесеме во Македонија и заедно со тимот само ја локализиравме апликацијата тука за македонски пазар. Подкрепени сме со финансиска помош од Фонд за иновации, бидејќи ја препозна вредноста на нашата идеја и ни помогнаа да стигнеме до тука. А што има внатре и како се одвива понатаму, ќе дадам збор на колешката. Идејата е навистина убава. И навистина и целата апликација убаво изгледа, има можност да зирнете, ќе зирнат и подоцна нашите гледачи преку, нели, она видео презентацијско кое што ни го пративте, за да видат, нели, како тоа се изгледа на нивниот мобилен или таблет. Ајде, што има во Бокси? Толку што фалиме. Во Бокси има се. Апсолутно се. Ни се приклучија скоро сите издавачки куќи во Македонија, што не радуваше, затоа што не знаевме каков ќе биде, нели, одзивот од издавачките куќи, но сите се прерадосни што еве конечно постои еден дигитален проект каде што може да ги стават своите електронски изданија на книгите.
Имаме над 14 куќи. Сега кај да е ќе почнеме и со стрипови, што е ново. Имаме и квизови во наредната верзија на апликацијата, така да се радуваме. Околу 250 наслови броиме сега. Стигаме до 300 кај да е. Така. Вика, како да ги потикнете децата да читаат повеќе книги, а времето поминато пред екраните на мобилните уреди да биде корисно и едукативно. И нели во соработка со издавачките куќи рековте, тие дела се дигитализираат, односно се ставаат во апликацијата. И впрочем може да се како такви исчитаат. Да се читаат. Добро, некаква интерактивност помеѓу детето и самото четиво, односно книгата има ли или ќе има ли понатаму? Ќе има понатаму, сигурно. Во моментот имаме само читање, книги за читање, аудио книги, сликовници, како што напоменав, стрипови, и ја зголемуваме и библиотеката на англиски и албански јазик. Сега би додала само јас уште еден мал момент, како што ќе завршат со насловите, така собираат поенчиња. Тоа е тој еден поинтересен дел за дечињата во апликацијата, бидејќи после собраните поени може да си ги искористат за да си купат аватар, да го уредат тој аватар со аксесуари, да имаат уникатен, кој што се појавува подоцна во лидербордот и таму се надпреваруваат за месечна награда, која што со Сања малце понатаму ќе ги открие. Најдобри читачи, најдобри читачи, одлично е тоа. Да. За која возраст во моментов? Од 3 до 16 години официјално, но за оние почетни читачи искрено од 3 до 103. Има книги како Малиот принц што се нели класици кои јас радо би ги читала, сите ние. Да, но што се водевте при првиот избор на делата и книгите кои што ќе ги вметнете? И нели категорија содржина? Сакавме да ги најдеме најинтересните наслови што ги содржи, што ги има на македонскиот пазар и ги најдовме баш нив. Еве пред некој ден имавме листа да видиме кои книги, на кои книги дечињата најмногу реагираат. Имаме многу голем одзив и еве може да кажеме ежето снеже води моментално. Така? Да. Она што ме интересира, еднократна е претплатата или на месечно? Како ви е? Месечна ниво е претплата. Пошто нели луѓето секогаш се задржуваат на тоа да им појасниме. Значи имате месечна претплата, символична сума и со тоа нели имате достапност на се она што апликацијата го нуди и ќе го нуди. Она што еве имате можност да дзирнете како сето тоа изгледа и без никаков проблем децата можат да чепкаат низ апликацијата, да се снајдат и да си одберат и да си читаат. За таа месечна сума тие имаат пристап до сите 250 наслови моментално. Значи за 199 денари добиваат 250 книги. Да. Рековте дека има многу идеи, ми спомнавте неколку кои што нели ќе се имплементираат како новитети понатаму во самата апликација, но оно што неврзано си го зборувавме дека и на возрастни им треба нешто така. Им треба, и веројатно ќе се развива и таква идеја. Веќе тој модел на читање за целото семејство го истестиравме, како што кажав, и во Шведска, веќе таму сме лајв со апликацијата во тој облик. Сега за следнава година сакаме да го оствариме тоа и тука на македонскиот пазар, односно да ги вклучиме книгите и за повозрастните, за родителите, за цело семејство, да може да си има една претплата на акаунт на Бокси и да си имаат сите свој профил, малте не како Netflix, како што функционира. Тоа им е најблиско на луѓето, па за тоа го споредувам за да може да си представат. На повеќе уреди за целото семејство со одбрана содржина, нели кој што го интересира и за која возраст. Па добра ви идеја. Убаво тргнавте и навистина ви посакувам успешна реализација и имплементација на оваа апликација овде во Македонија. Веројатно ќе се развиваат и нови идеи, а тука сме да ве поддржиме секогаш за нешто иновативно и нешто добро. И нешто за деца. Фала ви. Поздрав до целиот тим на Бокси.